Flybe беше спасен од колапс во јануари, но сега откажаните патувања и слабата побарувачка поради заразата го турнаа во провалија. На директен удар се 2000 работни места, додека другите вработени на аеродромите и во синџирот на добавувачи исто така се во опасност. Тажно е, зарем не? Едноставно тажно. Flybe не е сам. Глобалната авиоиндустрија страда. Можевме да видиме дека профитот надминуваше 100 милиарди долари или околу 19% од глобалните приходи од патувања. Ова е шок каков што видовме за време на светската финансиска криза. Бројот на случаи на COVID-19 во Британија нагло порасна. Владата порача дека фокусот се поместува од обиди за запирање кон одложување на сериозноста на ударот. Во тек е планирање за нелошото сценарио, целосно нарушување на јавниот ред и мир. Има одамна воспоставени планови според кои полицијата секако ќе одржува безбедноста на јавноста, но ќе има и приоритети, за тоа треба да се направи. Армијата е секогаш подготвена да помогне, но тоа е само при најлошот сценарио. Големите собери се откажуваат или одложуваат низ цела Европа, од саеми до спортски настани. Економските последици почнуваат да се чувствуваат. Италија ги затвори сите училишта и универзитети. Во Венеција, која вообичаено е преполна со посетители, каналите се речиси празни. Туризмот опаѓа во целиот свет. Продажбата на автомобили во Кина е намалена за 80% за еден месец. Меѓународниот монетарен фонд ги намали глобалните проекции за раст. Понуди до 50 милиарди долари за посиромашните земји кои тешко би се справиле со коронавирусот. Достапни се до 10 милиарди долари за земјите со ниски приходи со камата од 0%. Ке има држави со приоритет, меѓу кои земјите во Африка, кои досега се соочуваат со тешкоти. Многу африкански земји тешко би се справиле со поголема појава на заразени, покажува неодамнешна студија објавена во Lancet, која ги потенцираше Нигерија, Етиопија, Судан, Ангола, Танзанија, Гана и Кенија како најранливи. Спречувањето на вирусот да влезе ќе станува се потешко. И ако се земат предвид податоците кои покажуваат дека квалитетот на грижата на вистина има сериозно влијание за тоа колку сериозна или фатална може да биде болеста, мислам дека финансирањето на подобра здравствена заштита во целина може да биде на вистина корисна стратегија. Единствена светла точка, новите инфекции во Кина, изворот на вирусот, продолжуваат да се намалуваат. Дали и другите земји ќе може да го повторат начинот на кој Пекинг се справи, останува да се види.